Здраво на сите, јас сум Боро Паунов, моето име е Боро Паунов и јас сум автор на оваа книга Шестото сетило на седмиот брат. Се работи за првиот дел од книгата. Во план е да се изработат 4 или 5 дела од книгата. Веќе имам содржината. Од насловната страна можете да видите дека имам поднаслов Божја волја и дека е издадено, тоест не постои издавачка куќа за оваа книга. Март 2026 е само период во кога е испечатена, односно издадена во електронска форма. Вие ќе имате можност да ја даунлодирате со линк за даунлоад од Dropbox и имате можност да ја читате во PDF формат на компјутер, таблет или сличен уред. Јас си препорачувам да читате во PDF формат, бидејќи така ќе нема да платите ништо. Вака оваа хард копија во фотокопир ја испечатив и со секорица заедно кошташе, ме чинеше 170 денари само за првиот дел. И тоа го направив вчера на 13.3.2026. Значи ова копија која што гледаме тука е првата копија од книгата. Првата испечатена копија. Ништо не мора да значи, а и може да значи, затоа ќе напишем овде дека се работи за прва копија на хартија од книгата 13.3.2026 година. Паунов Боро. Значи, за тие што немат прилика или не сакаат да ја читаат книгата која што има во слободен даунлоад, може да ја читаат на хартија, вака ќе се испечатат и ќе се читат. Сега малце повеќе за содржината. Не се работи за некаква класична презентација на книгата. Самото видео е само по себе слобода, представува слобода на изразување и слобода на пишување на оваа книга. Значи, можете да научите многу работи од книгата, не само од содржината, и од самата начин на кој што јас ја препорачувам. Нема да речем дека ја подарувам, туку ја препорачувам. Значи, има сите класични содржини, предговор, вовед, напоменато дека прв дел од книгата, од каде доаѓа сето ова, има како е составено. Инаку книгата е поттикната, составена од моите објави на Facebook, кои ги објавувам во последните 5 години и најчесто и во спомени се објавуваат. Значи, има дел, најголем дел е практичен дел, значи не се работи само за некаква теорија или некакво учење или некаква приказна. Нормално постои приказната, но сепак се работи за практичен или ова книга може да се прилепи зборот практичност. Имаме тука дел каде што се опфаќа интелектот на човековото постоење. Значи го ставаме настрана духот и јас создадов цел програм кој го нареков мај 2025, затоа што тогаш е создаден. Во него има вежби кои што се работат. Потоа има дел кој го нареков приречник за антиескалибурци. Тие кои што знаат да работат интермодуларен ескалибур, многу добро знаат што е интермодуларниот ескалибур. Ова е за антиескалибурци и не е поврзано со ескалибурот, само што има 10 вежби и тие вежби се некое мое лично видување за ова претходно кој што го кажа во врска со интелектот. Прирачникот за антиескалибурци веќе опфаќа некој си дел од доменот од духовност. Не само што го опфаќа интелектот, туку и духовниот дел. Понатаму имаме дел кој што го нареков јас сум. Тоа се песни или обид за составување на песни од позитивни изјави и
ќе видите во книгата, многу се добри за читање, самите по себе предизвикуваат позитивна состојба на нашето постојање или позитивна вибрација. Си дадов за слобода да си дадам заклучок, имам заклучок на книгата и белешка за авторот. Белешката за авторот има повеќе работи кои што се поврзани со мене, мислам најважните и како насока. Во вториот дел од книгата би пишел и нешто друго, различно од оваа белешка за авторот, како на дополнување, тоа ми е некако во план. И на крајот има како да донирате. Значи, книгата ја давам за слободно користење, може да ја читате слободно, може да ја печатите, како што кажав, али сепак во крајниот дел давам момент каде што може да донирате. И имам оставено 2 адреси на мои криптоновчаници од Binance и од OKX. И секако вториот момент на донација дека не ви е потребно крипто, може да донирате на домашна адреса или поштенски по пошта на моја адреса на живење со напомена со моје име и презиме и така натаму и така натаму. Значи донацијата, самиот збор кажува дека се работи за слобода на донирање. Кој сака може да донира. Овде имам пишено во белешката за авторот како поднаслов имам стратегија за понатаму, напишено од кои причини би требало да донирате. Книгата е закон, не дека е моја, ама како прв дел е, да речеме, резултат на нешто кое што подолго време го проучувам, го осознавам кај себе и сум го склопил во овој прв дел. Вториот дел, уште денес го започнав да го составувам, ја имам содржината, само некои дообјасненија треба да направам. И таму се надоврзува оно што се пишува во првиот дел, односно вториот дел е резултат на тоа шесто сетило на седмиот брат, кој што седмиот брат ќе ви стане јасно доколку ја читате книгата. Не само првиот дел, и понатаму и другите, што значи тоа седмиот брат. Тоа е тоа, денес е 14.3, значи првата копија сум ја направил на хартија на 13.3. Од денес, веќе и утре, ќе ви ја препорачам преку социјалните мрежи за слободно користење. Ви благодарам многу, тоа е тоа.